Почитувани, аболицираниот криминалец Зоран Заев уште еднаш потврди колку е мудар македонскиот народ и како ги има прочитано и опишано карактерите како него. Аболицираниот криминалец Зоран Заев ја потврди точноста и вистинитоста на народната изрека: кој лаже, тој краде. По целосна морална и материјална одговорност на судски записник, како и секој друг криминалец што сака да ја избегне правдата, аболицираниот Зоран Заев го излажа судот дека имал средба со италијанскиот амбасадор Карло Ромео. Аболицираниот криминалец Заев лажеше без око да му трепне, само за уште еднаш да го одложи рочиштето и да го развлече предметот за подкупот што го бараше од струмичкиот бизнисмен по неговиот принцип: евро за црквата, евро за вицето. Италијанскиот амбасадор веднаш ја демантираше информацијата дека воопшто имал какво било средба. На истото рочиште, аболицираниот криминалец Зоран Заев најправим бараше изземање на обвинител. Повторно со лага дека се водела кривична постапка против него. Ваквиот срамен однос на аболицираниот криминалец Зоран Заев кон државата и институциите мора да прекине. Институциите не смеат веќе да ги толерираат манипулациите на патолошките лажговци. Заев мора да одговара за изнудата врз струмичкиот бизнисмен. Само од овој рекет Заев се товари дека сакал да се збогати за дополнителни речиси 200.000 евра. Ова е истиот Заев кој е аболициран за криминал тежок над 7 милиони евра за случајот Глобал.